Тепче, ти благодарам многу за вклучувањето во живоот Битола, градот на конзулите, градот на културата, генерално најградскиот град во нашава држава. Ќе се слушнеме ние во наредните изданија на програма на градови со нова тема од Битола, а во продолжение одиме со разговор во студиото. Каква е состојбата со шумскиот фонд во земјава? Како тече акцијата за пошумување низ повеќе предели во нашава земја и дали има доволно огревно дрво за тековната грејна сезона? Дознаваме во разговорот со Валентин Груевски, директор на јавното предпријатие Национални шуми. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и благодарам за поканата. Имаме многу што да разговараме. Јас ќе ве прашувам, вие ќе ми одговарате и мислам дека ќе нема проблем. И на самиот почеток би сакала да ве прашам каква е состојбата со шумскиот фонд во земјава. Мораме да потсетиме дека имавме пожари во одредени региони во земјата, потоа во текот на летниот период поради високите температури имавме и суша, а и дивократството го зема својот данок. Јавното предпријатие Национални шуми располага со сите шуми кои се во државна собственост на ниво на државата и тоа е некаде околу 90% од вкупниот шумски фонд во државата и се работи за јавно предпријатие кое се грижи покрај тоа што дрвото како економска придобивка се сече и се користи како енергенс. Ние со нашата структура, со нашите вработени, со целокупната организација и закон се грижиме и за одгледување на шумите. Значи, нашето не е само тоа да посечиме дрво и да го продадеме, туку и се грижиме за она што се случува со пошумувањето и се грижиме за она што ќе се случува во наредните 30 или 40 години. Никаде не сечиме без план, никаде не сечиме затоа што таму сакаме да видим. Сето тоа е уредено од нашите стручни служби и од законските прописи каде и што може да се сечи. И токму и поради тоа е оваа акција која ја спроведуваме оваа година. Да, за акцијата ќе ве прашам, значи генерално одговорот ваш е дека состојбата со шумскиот фонд во земјава не е загрижувачки и се е под контрола. Така, не е загрижувачка, шумскиот фонд го обновуваме постојано, се грижиме за него. Она што вие го спомнавте во вашето прашање, пожарите кои се случија, големите пожари кои се случија пред 2 години, се работи за огромна штета која е нанесена, меѓутоа еве со нашите активности преземаме се тој фонд да го обновиме. Така. Го начнавте прашањето, јас ќе продолжам. Јавното предпријатие Национални шуми од 6 ноември од Куманово почна голема акција на пошумување на 34 различни локации во државата, во 19 различни реони. Би сакала да ми кажете каде ќе се пошумува, на кои локации низ земјава и со какви видови насадници ќе се пошумува? Започнуваме една голема акција, или започнавме веќе на 6 ноември, заедно со Министерството за земјоделие и Министерството за животна средина за пошумување на 34, како што спомнавте, различни локации во 19 региони во државата и имаме план да посадиме околу 1.200.000 садници. Морам да спомнам во ова дека садниците се наше производство, тоа се производство на Национални шуми и Национални шуми располага со 11 своји расадници. И со тоа што садниците во Куманово и во Свети Николе се современи садници кои сме ги обновиле во претходните 3-4 години. Имаме многу поголем капацитет за производство на садници. Мислам дека наредната другата година веќе имаме некакви планови како тоа ќе изгледа и уште ќе биде по-богато од оваа година, меѓутоа како што ме прашавте, започнавме во Куманово, во Берово, во Делчево, во Велес, буквално на цела територија низ државата ќе ги посадиме овие 1.200.000 садници. Од тоа што најавивте, Јасен, Белбор, Јавор, Багрем, Даб, Чемпрес, Костен ќе бидат засадени оваа зима и наредната пролет на повеќе од 400 хектари површина низ целата земја. Би сакала да ве прашам колкава издржливоста на садниците на временските услови и за колку време може да се очекува да израснат во поголема вегетативна форма со што нели ќе се збогати шумски фонд. Така е, ќе садиме сите овие садници, како што реков, се работи за наше производство. Зошто е ово одбрано, тоа е во консултација и со Шумарскиот факултет и со луѓето кои работат во Национални шуми. За колку време ќе порастат, некои од овие растат споро и му треба голем временски период, например дабот од 35 до 40 години да се врати во некоја состојба која била пред неговото сечење и уништување, некои пократко, меѓутоа ова не е само денес, ова Национални шуми го правело и минатата година, го правела и пред тоа.
и ќе го прави и во иднина. Се има континуитет, секоја година нови садници кои што како зато информирано јавното предпријатие во однос на дали се отпорни на промените кои се случуваат и на климатските промени. Овие два расадници кои ги спомнав предходно се успособени за контейнерско производство на садници и тоа е многу поотпорно колку садникот ако го поставите така гол во земјата. Контейнерското производство возможува и да се поотпорни на климатските промени, на ветрот, ако е суша, така да ако времето е добро, може да бидат голема успешност на овие акции. Така, споменавте, ќе се пошумува и на нови површини, ќе се пошумуваат и опожарените површини од големите пожари во 2021 во Мелешавијата и би сакала да истакнам дека акцијата е поддржана од Министерството за земјоделие, Министерството за животна средина, компании и граѓански организации. Сега одиме на уште една тема, останува проблемот со дивократството, кој што е навистина голем проблем кој сериозно влијае врз контролираното сечење на шумите и уништувањето на шумскиот фонд. Колкава е евидентираната количина на пресечени дрва како дива сеча? Илегалната сеча која не се случува во Македонија, ако сега кажам дека ја нема или дека е многу мала, нема да ја зборувам вистината. Таа постои, државата е пред сериозен предизвик тоа да го спречи. Кога зборувам за државата, мислам дека Национални шуми прави се што може во тој дел, меѓутоа незините можности се ограничени, така да тука е неопходна поддршката која ја имаме во овој период од шумската полиција и пред се од Министерството за внатрешни работи. Да, овде е важно прашањето кој е надлежен за борба против дивократците и колку се успешни сите акции што се превземат за да се искорени оваа појава. Сите овие институции кои ги спомнав, Министерството за внатрешни работи, шумската полиција и нашата шумошуварска служба и сите вработени во Национални шуми, тука не можеме да ги скокнеме и самите граѓани кои би требало да го пријават ако негде видат ваква илегална сеча. Сите тие се надлежни да ја спречат илегалната сеча на дрва. Тоа не е само економска штета кон јавното предпријатие, тоа е шумата има многу општо корисни функции, шумата не е само денес и само едно користење, се прави огромна штета на шумскиот фонд, на самата животна средина и на нашиот живот, на квалитетот на нашиот живот. Сигурно ќе ги интересира граѓаните, има голем број на граѓани во држава што имаат во собственост поголеми површини на земјиште на кои што има и шума. Дали можат да ја сечат? Најверојатно можат, меѓутоа со соодветно одобрение кој што треба да го добијат од вас најверојатно. Така, сите оние граѓани кои имаат култура шума и кои имаат нивна шума, треба да се обратат до нас и нашите стручни служби, инженери проценуваат колку треба и колку може таа шума да се сечи. Не може секој сам доколку има шума да исечи цела шума и оваа година да ја продаде. Затоа викам, тоа не е работа шумата не е работа која може да биде во еден ден или 2 дена да се искористат бенефитите. Так. Тоа е бенефит кој треба да се користи со години. Доколку го направат тоа на своја волја, направат сечење на шумата која што имаат под своја собственост без да пријават, дали ќе бидат казнети? Илегална сеча на дрва, она што го зборувавме исто е тоа, да, без разлика што шумата е ваша. Почна грејната сезона на 15 октомври. За среќа, времето не послужи, па немаме многу ниски температури, но треба да бидеме подготвени. Има ли доволно дрво за огрев за оваа грејна сезона и како тече испораката ова во насока дека има реакции од граѓани, дека се доцни заради тоа што стравуваат, дали навреме ќе добијат огревно дрво и како ќе ја поминат грејната сезона. Да им дадеме информација од прва рака. Да. Морам да нагласам дека побарувачката на дрво за оваа година е нешто помало од ланската година. Ланската година со сите оние што ги имавме најави како енергетска криза, дека ќе нема доволно дрво, ќе нема доволно струја, имавме поголема побарувачка. Оваа година побарувачката на дрво е помала и мислам дека испорачани се поголемиот дел или огромниот дел на дрва кои беа платени преку нашите складови
и оние што се преку приватните наши комитенти, нашите соработници. Мислам дека оваа година нема да има никаков проблем во испораката на дрвата. Последниве години мораме да истакнеме дека драстично се зголеми цената на огревното дрво, поради што пак и граѓаните кои што доскоро се грееле на дрва се преориентираат најверојатно на користење на електрична енергија. Која е цената годинава и зошто расте? Кој ја одредува, односно кој ја контролира, односно регулира цената на огревното дрво? Морам да нагласам една работа која може би интересна еве за гледачите. Ние ланската година за прв пат ја зголемивме цената на дрвото за 20% после 14 години. На приватниот пазар цената на дрвото за ланската година достигна 4800 денари. Оваа година, иако е поскапо за 20%, негде околу може да најдете за 4400 и 4500 денари. И тоа дрво на приватниот пазар го определува понудата и побарувачката. Кај нас во нашите складови за некаде 3 со се превоз околу 3400 денари. Меѓутоа ние како национални шуми не сме во состојба да го испорачиме целокупното количество на дрво, дел од тоа го испорачуваме, онаму каде што стигаат граѓаните да го уплатат кај нас е 3400 денари. Само за крај на разговорот ќе кажам дека вашето предпријатие се наоѓа на високото 6-то место по транспарентност меѓу јавните предпријатија во Македонија и во оваа прилика ќе упатам честитки до вас и вработените кои директно учествуваат и допринесуваат во овој сегмент, во секој сегмент на работењето на јавното предпријатие Национални шуми. Ви благодарам за честитките. Јас имам една, не знам, реченица која стално ја употребувам и секаде, дека во Национални шуми постојат луѓе кои си ја сакаат и многу си ја знаат работата и благодарение на нив и целокупниот наш таму сектор за план и анализа достигнато ова високо 6-то место, зашто јас и мислам дека и вработените сме горди што сме го направиле. Ви посакувам успешна работа и понатаму и ви благодарам многу за гостувањето во програма на Градови. Ви благодарам за поканата. Ми беше задоволство. Исто и мене.